Четврток, 25 јули, кратки вести во 12 часот. Изведувачот на автопатот Кичево Охрид, кинески Синохидро, ја повлече арбитражата пред Меѓународниот суд во Париз против јавното претпријатие за државни патишта. На овој начин се заштедени над 50 милиони евра кои ќе беа потрошени доколку арбитражната постапка продолжеше, информираат од владата. Министерот за транспорт Александар Николовски неодамна повтори дека ветувањето што го дале дека до крај на 2026 ќе има функционален автопат Кичево Охрид ќе го реализираат и истиот ќе биде завршен. Делницата од 57 километри се гради веќе 10 години со две влади, а и понатаму останува една од топ темите на жителите на овој дел на државата. Во првиот квартал од годинава во општинската каса легнале 1.149.814 денари по основна туристичка такса. Од одделението за односи со јавност на општина Охрид за Супер радио информираат дека во текот на изминатите години се бележи раст на остварениот туристички промет. Во 2022 бил речиси 17,5 милиони, а лани над 20 милиони денари. Додаваат дека средствата собрани од туристичка такса се реинвестираат во програмата за развој на туризмот за проекти и активности за поддршка на туристичката сфера. Моментално во општина Охрид има 3049 регистрирани даватели на угостителски услуги од мал обем. Охриѓанецот Кадри Селман и ова лето продолжува да создава убавина која плени, афирмирајќи го градот во вистинско светло. Пред фигурите кои скромниот уметник Кадри ги обликува од украсните грмушки, застануваат охриѓани и гостите и се сликаат за спомен. Кадри Селман е вработен во паркови и зеленило на јавното претпријатие Охридски комуналец. Се е негово од идеја до реализација. Дури самиот купил и специјални ножици. Во 2020 по повод денот на ослободувањето на Охрид, а на предлог на група граѓани, тој доби и посебна награда за убавината која ја создава во преубавиот Охрид. Времето денес сончево со умерена облачност, дува умерен северен ветер, УВ индексот е 7, максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.